ценовната стабилност во земјата е реалниот номиналниот девизен курс. Имаме значително ниво на девизни резерви со кои што може, ако се укаже потреба да се интервенира на девизниот пазар, стапката на инфлација е многу пониска и многу сме на некој начин во подобра позиција од аспект на задржување на ценовната стабилност. Сметате ли дека нема да дојде до раст на инфлацијата? Не, најверојатно ќе има, не можам да кажам дека ќе нема. Граѓаните треба да бидат спокојни во смисла дека состојбата е под контрола. Не можеме да се заштитиме од една неповолна вест како што е ценовен шок. Можам да ги уверам вашите гледачи дека девизниот курс останува стабилен. Предлог законот за високо образование за универзитетот во Тетово е неприфатлив. Значи, има одредби што ја дискриминират работата на некои универзитети. Во нацрт законот за високото образование сигурно се гледале дека е предвидено во некој член докторски студии може да организира само највисоки 4 рангирани универзитети. Мислиме дека тоа не е добро. Не секогаш е многу пријатно во тугите чевли, но кога сум на сцената, јас комплетно заборавам на својот живот и ја кажуваме суровата вистина, која што можеби луѓето не сакаат некогаш да си ја признаат или можеби не ја препознаваат воопшто. Петок вечер, добро вечер. Ова е терминот резервиран за новото издание на ТВ магазинот Трелинг. Цените на енергенсите варираат, на нафтата и гасот. Економско-финансиските прогнози се диаметрално спротивни. Од очекување дека ќе попушти безбедносната напностост до можна ескалација. Предупредувањата одат дотаму дека следниот месец би можело да снема гориво во Европа. Во овој издание на Тренинг соговорник е гувернерот на Народна банка професор доктор Трајко Славевски. Добре дојдовте во емисијата. Добро ве најдов. Благодарам за поканата. Гувернере, пред да се осврнеме на финансиско-економските предизвици во ова глобално обкружување и воениот конфликт, прво, зошто имаше потреба од таква напнатост и нервоза кај вас на новинарските прашања? И имаше ли потреба за таков обид за дискредитација на седмата сила? Не, немало обид за дискредитација. Тоа е одговор на едно насилство од страна на ваш колега, кој што прекинува соберни или номери каде што гувернерот дава на дадена тема одговори на прашања. Јас одговорив на сите негови прашања. Кои се мотивите за атакот, како што рековте, врз Централната банка? Бејќи на пресконференцијата рековте има атак врз Народната банка. Па добро, ќе се откријат, мислам дека вашата фела може да ги предпостави, затоа што доаѓаат само од една медиумска куќа. Станува збор за атак од медиумите или од политичките структури? Од медиум. Од медиумите. Иако им е истечен мандатот, вице-гувернерите ја извршуваат функцијата се до изборот на нови вице-гувернери. Прашањето ми е многу едноставно. Зошто толку време ви требаше да предложите нови имиња за вице-гувернери и дали пред да се одлучите за кандидатите, претходно имавте контакти со премиерот и со претседателката? Значи, сосема на време, уште не се сеќавам точно датата, во јули минатата година, распишан е оглас од страна на Народна банка на Република Македонија за, според законот, пројавување на интерес за испразнетите места за вице-гувернер. Тој оглас, кој што трае определен временски период, односно е отворен, ние го ставивме умирување затоа што меѓувреме беа распишани изборите, односно локалните избори минатата година. И тој период на распишување на изборите, изборна кампања, па се до конечната одлука, односно известување од страна на Државната изборна комисија дека се завршени изборите официјално, што беше, мислам, дури после месец дена од завршување на изборите, малку ги пролонгираше роковите. Јас, како гувернер, врз основа на тој оглас, мислам, интерно во соработка со моите служби, веќе имав донесено одлуката, не самиот, кој од 13 пријавени кандидати најмногу ги задоволува условите. Уште, можеби, таму некаде во времето или пред одржувањето на изборите. Сега, ова вашето прашање е сосема на место. Видете, кога
Такво е решението гувернерот да предлага вице-гувернери на Народна банка на Република Македонија, кои што треба да бидат изгласани со мнозинство од пратениците. Нормално е вие да правите некои консултации. Тоа се правило и во минатото. Што значи дека сигурни сте, бидејќи сте извршиле веќе консултации, сигурни сте дека кандидатите за вице-гувернери ќе добијат поддршката во собранието. Видите, процесот траеше подолго од што јас очекував, но од она што е кажано во врска со двајцата кандидати, дека станува збор нели за професионалци и за коректни, така да цитирам, кандидати, јас очекувам тие да добијат поддршката во собранието. Имаше ли до вас барање од владеачката структура за тие да предложат имиња за вице-гувернери? Не, секогаш во, како да кажам, во игра се повеќе имиња. Нели, добро е да имате, не можете само на двајца да се на некој начин фокусирате, но гледаме кој најдобро може да ги задоволи условите кои што се пропишани со огласот и секако кој најмногу може да одговори на ова многу одговорна функција вице-гувернер на Народна банка на Република Македонија. Само ја потсетам, овој процес на консултација најверојатно нели никогаш да речем не се одвивал со една брзина посакувана. Во 2018 година на 21 мај нели започнат мандатот на мојата претходничка гувернерката Анита Ангеловска-Бежовска, која што беше вице-гувернер. Со нејзиното, значи, местото вице-гувернер тогаш се испразни на 21 мај. Беше испразнето уште едно вице-гувернерско место. Вице-гувернери, сегашните на кои што им истече мандатот, нели, беа избрани 5 месеци подоцна. Така што, сакам да кажам, нели, повторно били вршени најверојатно некои консултации за кои што јас не знам. Гувернере, дали кога Централната банка ќе направи ревидирање на прогнозите за порастот на бруто општественото производство, инфлацијата за годинава? Првично пред неколку месеци излеговте со едни прогнози, дали имајќи ги во предвид овие најнови движења на глобално ниво, можно е да правите нови проекции? Секако работата е во тек, нели, надлежните сектори во Народна банка го прават тоа во моментов и додека нели зборуваме. Ние имавме консултации и утрово и на дневна основа. Тука е мисијата на Меѓународен монетарен фонд, ги слушаме и нивните размислувања. Видете, тешкотијата е во тоа што постои голема неизвестност, како што вие во најавата кажавте. Неизвестност во однос прво на должината, времетрајањето на конфликтот и последиците кои што ќе останат од конфликтот. Единствено што е известно сега е дека има шок енергетски кој што промптно влие на цената на нафтените деривати, она што го чувствуваме ние на бензинските пумпи, кој што полека се прелева или ќе се прелева и во, да речем, одредени сектори, транспортната индустрија, односно транспортот, кој што за извесен процент може да ги поскапи цените нели на транспортот на производите, кои што подоцна сигурно може да влијаат и на големопродажните и на малопродажните цени. Од тука ние се раководиме од некои, да речем, искуства од минатото и од некои проценки, например корелација помеѓу 10% зголемување на цената на нафтата на светските берзи, што тоа значи, односно колку може да се очекува зголемување на проекцијата за стапката на инфлација. Затоа што, како што реков, тие операции се во тек, во моментов, мислам, ние ќе излеземе кога ќе бидеме готови со ревидирани проекции. Колку овие глобални ризици ја загрозуваат и стабилноста на банкарскиот сектор? Прочитав една анализа во која Европската централна банка вели дека воениот конфликт сериозно се одразува и врз стабилноста на банките. Морам да признам, не сум ја видел таа анализа и не знам во кој контекст е кажана тој став. Банкарскиот систем кај нас, за среќа, во изминатиот период има изградено
значителна отпорност, односно резистентност кон шокови, се разбира кон тоа придонели и мерките, прописите што ги има наложувано спрема банките како регулатор и Централната банка. Во моментов, еден од показателите за здравоста, за силината на банкарскиот сектор е адекватноста на капиталот. Видите, стандард според Базел критериумите за тој степен на адекватност. Сега за вашите гледачи да кажем, станува збор за тоа со колкав процент во вкупната актива учествува сопствениот капитал на акционерите на банката. Односно, со колкав процент тие имаат ставено сопствената кожа, работејќи со туги пари, да бидат внимателни во деловните одлуки, тие одлуки секогаш да бидат на некој начин издржани и да не влијаат на нарушување на ликвидноста на банките. Кај нас тој, да речем, степен или стапка на адекватност е повеќе од двојно повисока, 19%, значи е стапката на адекватност. Банките се високо профитабилни во изминатиот период, според показатели кои што можеби не се интересни за вашите гледачи. Тој поврат на сопствениот капитал некаде се движел 17-18 били повисок проценти, што зависи од пазарните услови, каматните стапки што ги наплаќаат и така натаму и така натаму. Ликвидноста е на високо ниво, значи и во вакви, да речам, кризни ситуации, банките можат или се во состојба да продолжат со сервисирање, со кредитирање, задоволување на потребите и на населението и на бизнисите, така што во моментов нема никаква опасност за банкарскиот сектор. Напротив, граѓаните покажаа својата доверба и во овие изминати неколку недели по почнувањето на непријателствата од 28 февруари помеѓу САД и Израел од една страна и Иран, затоа што нема придвижување некое на депозитите кај банките. Дали гувернере при една ваква неизвестност, што вие би преферирале, би им предложиле на граѓаните? Да ги чуваат средствата под перница или во банки? Не, во никој случај. Мислам, во никој случај, во изминатите години, децении, граѓаните стекнаат доверба во банките. Таа доверба била тестирана и претходно, за време на некои претходни кризи, да речем, таму 2008-2009 година со финансиската криза, пандемијата, војната во Украина и така натаму, така што секогаш се покажало дека најдобра одлука, парите се најсигурни во банките, во финансиските институции и се разбира за оние граѓани кои што имаат и други преференции, вложувања во други финансиски инструменти кои што носат овој повисок принос. Колку изнесуваат денеска депозитите? Дали може со сигурност да кажеме дека денарот е стабилен и ќе остане стабилен? Веројатно ви мислите на девизните резерви, но да кажем за депозитите. Депозитите на граѓаните се близу 7, сега ќе кажем во евра, околу 420 милиарди денари или околу 7 милиони евра, и тие како што може да се види од податоците што ги објавува Народна банка, се во постојан пораст. И само уште еднаш да повлечам дека нема никакви придвижувања. Ова може би е добро да го слушате вашите гледачи, дека во првата недела, а тоа се случува со секој зголемување на известноста, имаше мало придвижување во конверзијата на денарски депозити во друга, во странска валута, но сега има, односно веднаш после тоа имаше овој враќање. Сега, ако станува збор за монетарната политика, знаеме ние дека девизниот курс, номиналниот девизен курс на денарот, кој што добро и служи на Република Македонија, уште по неговото определување како основно монетарно сидро кон средината на 90-тите години и непроменет паритет прво во однос на германската марка и подоцна со воведување на еврото во однос на еврото уште од 1997 година, е стабилен и не постојат никакви ризици за таа стабилност. Мислам, ние ако сме се определиле дека основно сидро, ќе повторам, за ценовната стабилност во земјата е реалниот номиналниот девизен курс. Имаме
значително ниво на девизни резерви, со кои што може, ако се укаже потреба да се интервенира на девизниот пазар при некои зголемени потреби за странски средства за плаќање. Во моментот изнесуваат 5,5 милиарди евра, што покрива 5,1 месеци на увозот во Република Македонија, што е сосема доволно за одбрана на девизниот курс. Кога велам одбрана, знаете на што мислам? Видите, ние има компании во Република Македонија, има потреби за своите плаќања кон странство од странски средства за плаќање. Плаќаат во евра, плаќаат во долар или во некоја друга валута. Државата, ево да спомнеме предпријатието за јавното предпријатие за патишта, при изградбата на автопатите, и тука има плаќања, потреби и така натаму. Сега, единствено може да има промена, зголемена поборувачка за девизи, заради повисоките цени на горивата, кои што ние 100% ги увезуваме, но велам, тоа е релативно малку во однос на девизните резерви, така што можам да ги уверам вашите гледачи дека девизниот курс останува стабилен. Познатиот светски економист Рубини предвидува дека големата економска криза 2008 во времето на рецесијата може и сега да се преслика. Дали и кога би можело да се очекува Централната банка да ги зголеми каматните ставки? Јас добро го следам господинот Рубини, тој е поранешен професор на една престижна школа, односно универзитетот во Њу Јорк. Тој е еден од оние кој што, да речем, малкумина предвиде дека ќе има прелевање или рецесија на финансиската во економска криза, односно криза во реалниот сектор. Сега сите очекувања се дека нема да дојде до нешто слично, барем некако резултат на овој нафтен шок. Видите, има различни прогнози дека заради на некој начин, што би се рекло, кумулирање на некои нерамнотежи на финансиските пазари во изминативе години, преземање, ова се однесува на развиените земји со развиени финансиски пазари и институции. Оние, сиво банкарство, фондови и така натаму кои што преземале ризици, но велам ние на тоа не можеме да влијаеме. Видите гувернере, да одговорам на прашањето да не испадне дека не е одговорено. Ние сега во минатиот вторник, во вторникот, објавивме дека Централната банка, односно извршниот одбор на Народна банка на Република Македонија задржа непроменета каматната стапка, референтна каматна стапка на благајнички записи со предпазливост за идниот развој на настаните. Директен одговор на вашето прашање. Оценивме дека во овој момент нема потреба. Дури намерите беа сосема спротивни. Ние тоа го објавивме ноември-декември минатата година, дека доколку продолжи трендот на намалување на стапката на инфлација, а имавме таков тренд, да ја потсетам, според последните податоци на Државниот завод за статистика, за февруари инфлацијата се симна под 3%, 2,9%. Народна банка, доколку приложише тој тренд, за неколку месеци беше подготвена кон дополнителна нормализација на монетарната политика, но сега остануваме предпазливи. Единствено, доколку се почувствува она што го викаме индиректни ефекти или втора рунда на ефекти кои што може да влијат на очекувањата на економските субјекти, дека цените ќе растат и понатаму, кога ќе се прелее на другите производи, во тој случај може да се размислува за мерки кои што секако и стојат на располагање на Централната банка. Кои мерки располагаат на располагање на Централната банка? Видите како ние говориме тука сега ставаме пред се акцент на зголемената цена на нафтата и гасот. Меѓутоа веќе првите сигнали се дека растат и цените на производите. Не, добро кога го сведоци сме на ценовен шок. Не, вакако доброто е за очекување, затоа што енергијата е инпут. Ако било за очекување дека ќе ни се случи ваков ценовен шок, дали можеби претходно требало да се реагира со мерки за да се ублажи или да се интервенира за да не дојдеме до ценовен шок? Не, тоа може да предизвика повеќе штета од што корист. Немало, досега нема потреба. Гледајте како се однесуваат ниту една централна банка во, да речеме, Европа, системот на федерални резерви,
нема направено поместување нагоре на каматните стапки. Единствено банката на Австралија, ама уште пред тие зголеме каматна стапка од други причини, уште пред овој шок, кога да речем никој не знаеше како ќе се развиваат настаните. Така што сега за сега мислам дека сме во таа позиција, но со многу предпазливост. Прашавте, тоа е каматните стапки, задолжителната резерва, која што исто така е ефикасен инструмент во земја која што има де факто фиксен девизен курс, други мерки кои што и во минатото сме ги преземале. И само да, Чомовски, мислам дека она искуство кое што го имаме институционално, не само, да речем, кај институциите, Народна банка, Министерство за финансии, влада, експертите кои што работат во овие институции, нашите економски експерти од универзитетите и истражувачки институции, е од помош, да велам од помош, да појасно ги гледаме работите, затоа што секој шок е специфичен сам по себе. Но, видите, што ми даваме малку доза за оптимизам, но, да речем, релативен оптимизам, под услов конфликтот релативно брзо да заврши и последиците да не се, да речем, многу големи. Почетната основа од аспект на стапката на инфлација, подсетам, кога за 2021 година и првите месеци од 2022 година, значи пред почетокот на војната во Украина, кајна стапката на инфлација беше меѓу 7 и 8%. Значи висока стартна основа. Колку што е повисока стапката на инфлација, толку побрзо таа забрзува. И затоа од објективни и субјективни причини ние таа година стигнавме до стапка на инфлација од 20%. Сега, како што спомнавме, стапката на инфлација е многу пониска и многу сме на некој начин во подобра позиција од аспект на задржување на ценовната стабилност или да кажам да поминеме со што помали последици, како што кажав, под услов конфликтот побрзо заврши. Сметате ли дека нема да дојде до раст на инфлацијата? Не, најверојатно ќе има, не можам да кажам дека ќе нема. За колку? Да кажам дека ги правиме проценките. Ги правиме проценките, ево, например, Европска централна банка смета дека за 0,3% поени секој зголемување на цената на нафтата од 10% може да влие на стапката на инфлација, но ние последниот податок за февруари, како што реков, беше 2,9%. Ќе видиме доколку не дојде до многу поголема ескалација која што никој не ја посакува, сигурно ќе имаме барем за 1% поен од она што, да речем, би било претходно. Како ќе се превенира за да не дојдеме до инфлаторни шокови? Со мерки на владата, кои што се предпазливи, и по потреба мерки на монетарната политика, кон известно затегање на монетарната политика во моментот кога ќе се оцени дека тоа, да речам, ќе биде неопходно. Сега за сега треба да бидеме спокојни? Не, видите, имаме институции кои што се внимателни, граѓаните треба да бидат спокојни во смисла дека состојбата е под контрола, не можеме да се заштитиме од една неповолна вест како што е ценовен шок, односно целосно да се заштитиме, затоа што ќе платиме известна цена, која што веќе ја плаќаме. Плаќаме повисоки цени на горивото, државата со набавките на нафтени деривати плаќа исто така повисока цена, повеќе девизни резерви се одлеват, но работата е на Народна банка. Владата си има своји инструменти, своји цели и така натаму задачи. Прво, да не дозволи инфлацијата да излезе од контрола и секако со мерките кои што ќе бидат неминовно рестриктивни да не наштети на економскиот раст. Колку во вакви финансиски затегнати услови може да порасне македонскиот надворешен долг кој веќе се движи кон речиси 63% од бруто домашното производство? Добро, проценките за јавниот долг сега мислам во моментов, знаете, тој да речем варира, се нешто под 60%, проценките се оваа година да биде 62%, но повикувајќи се или имајќи во вид ревидираната фискална стратегија на Министерството за финансии,
определбата, детерминираноста за фискална консолидација, мислам дека јавниот долг ќе се движи тука некаде околу таа граница од 60% плюс минус 2% поени, во зависност од развојот на станите. Владата вели дека годинава треба да вратат 2 милиарди евра. Досега се тврдеше дека значен дел од тие пари се според принципот на револвинг, но изгледа не е така. За последните 3 години има и ново нето задолжување од над 1 милиарда евра. Дали сме презадолжени? Не, видите, по сите стандарди ние спаѓаме во умерено, односно во средно задолжена земја. Секако некако го имаме прифатено и експертите, и јавноста, и институциите, висината на јавниот долг околу 60%, и си додека прво, нели, она нумерички се движиме околу таа граница, а второ, задолжувањата се првенствено за инвестиции во капитални инвестиции, кои што носат поврат за неколку години, односно влијаат на зголемување на стапката на економски раст. И додека, според тоа златно правило во финансиите, стапката на задолжување е пониска или е во рамките на повратот или зголемувањето на бруто домашниот производ, тогаш е продуктивно да се насочуваат тие инвестиции финансирани од странска акумулација. Секако, доколку се задолжуваме за на некој начин субвенции, трансфери и така натаму, тоа секако е на штета, односно го зголема долгот за идните генерации. Гувернери, има ли уште простор за и понатамошно задолжување на државата? Видите, ова е во надлежност на Министерството за финансии. Мислам најдобро да се постави таму, да речем, прашањето, но како што е познато, владата, сегашната влада, актуелната влада и Министерството за финансии се најдува во многу незавидна ситуација да морат да враќаат значителни суми на средства, а секако да финансираат обврски кон грижата за граѓаните, пензиите, здравствената заштита, секако и за вложување во капитални инвестиции. Во услови на напрегнати задолжувања, може ли државата и владата да живее со илузија дека ќе гради пруга од 1 милиарда евра, ќе го рестартира галиште од 2 милиарди евра, во услови кога има нови задолжувања за автопатот кон Охрид, со нови над 200 милиони евра, и кога, например, не успеавме да ги деблокираме средствата од ТИПАР фондовите? Да почнем од последното. Се разбира, тука не стоиме најдобро, имаме значителна сума, по моите сознанија, на неискористени средства од ИПАР фондовите, што е на некој начин загуба, но динамиката на реализација на проектите и на задолжувањата секако дека треба да се усогласи според можностите и според рамката која што Министерството за финансии ја поставува во стратегијата за јавниот долг и во фискалната стратегија. Сметате дека Министерството е излезено од таа рамка? Не мислам во моментов дека е, но секако дополнително напрегање на, да речем, и на буџетот и на јавниот долг би биле дополнителни проекти од овие што се навестени, како што е изградбата на пругата, нели? И сето тоа не може да се одвиваат работите доколку не се стави во една рамка каде што јавниот долг ќе биде одржлив, да може да се сервисира. Благодарам за издвоеното и гостувањето. Ви благодарам на поканата. Гувернерот на Народна банка, професор доктор Трајко Славевски, гостин во ова издание на Тренинг. Може би грешката според мене направена дека ако веќе имал постојни универзитети, може би не требало да се даваше дозвола за другите. Например, да имаме предност според времето на основање. И јас мислам дека треба ова тема, треба да се отвори, да се разговара и со аргументи, бидејќи да гледаме дали имаме потреба за толку приватни универзитети.